се препорачуваат за деца по 16 години. Да, од оваа страна сум. Драги мои почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте. Петочно издание, It's Finally Happen. После 17 години отпор, прв пат попуштив, нервно, и денеска имаме емисија за фолк. Ама фолк како што треба. Шега на страна, имам гостин, многу талентиран музичар, Мишел Трајковски. Мишел, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Мишел, стварно ти е Мишел право име? Да. Од кај ти го изгладија Мишел? Па вака, значи дедо ми Мишо и сега ова да биде нешто помодерно, најверојатно ме планирале да бидам уметник понатаму и Мишел. Добро. Така да сите ме препознаваат сега по Мишел. Мишел, карактеристично, добро, добро. Океј, идеме и лайв, тука е брат му Тарантино, режисерот кој со неговиот мобилен не снима, идеме лайв, лайв. Фейсбуковци, поздрав и до вас. Мишел, пред известно време ти го издаде овој албум, јас го добив, ти благодарам и бев многу пријатно изненаден, бидејќи јас сум манџија што се однесува до музика, некои стилови кои тешко се голтаат. Но за атер на тој што те препорача, седнав и се обидов да изслушам и навистина бев фасциниран, бидејќи не само што твојот инструмент е претежно препознатлив како фолк инструмент, туку го третираш на еден фантастично интересен начин кој па го издигна од една сфера каде што е нели популистички, го издигна во една по-висока сфера. Сега малце е зезното за мене, затоа што за мене не сум бил овдека, не сум правил овој муавет. Прво ќе ми објасниш, дали имаш некоја школа, како дојде ти до ова твоја виртуозност на армоника? Е вака, значи започнав приватно на часови да го изучувам овој инструмент на 7 годишна возраст. Вау. Да. Значи, започнав да изучувам баш токму оваа наша македонска музика. Нормално не само македонска музика, се што е етностил. Вклучувајќи ги тука и бугарска, српска, романска, ги почитувам, значи, подеднакво сите стилови. Без разлика дали е тоа бугарски, српски, македонски. И можеби затоа стекнав едно големо искуство, што не работев само македонска музика. Иако пред се ја почитувам најмногу нашата музика. Сега нова CD се потруди, бидејќи ми е прво, и сметам исто како што каже еден мој колега, дека ова ми е една лична карта на оваа македонска естрада. Да издадам еден албум каде што ќе има пред се македонски композиции. Сега ги направив македонските композиции, си викам дај да направам нешто што ќе биде поразлично од останатите, да пробам. Нема да изгубам ништо. Може ќе биде добро, може и не. Да видам како ќе реагира публиката. И тука моментот беше баш со Тарантино. Таа е таа пета композиција, што ја крстив по Гоце. Беше потпишан на Facebook Тарантино, омилен лик му е. Викам, ова ќе биде Тарантино джез. Значи, не е джез тоа, ама кој ќе прача некој... Не е ни Тарантино тоа. Не е ни Тарантино. Ама е сосема поинаков пристап. Види, Мишел, ја ретко сум сретнувал, имало во Македонија овие Логин донесе еден армоникаш од Шкотска, ама алтернативец тежок, кој сосема поинако како техно ја свиреше, како хеви метал, ама тоа е прилично андерграунд. Ти ако ја користиш мејнстрим она армониката како што ја користиш, со ова стварно покажа една виртуозност повеќе и малце слоевитост во целава работа. Велиш дека од 7 години, а пак би се навратил на твоето учење. Од 7 години
учиш армоника. Армоника е специфичен инструмент, бара малце не е тоа дување му, бара малку повеќе координација помеѓу тоа. Одма осети дека го имаш тој талент, дека Мислам дека татко ми осетил дека имам некоја преголема желба за тој инструмент, што кога сум имал 5 години он купил хармоника. Најобично малечка црвена хармоника и тука е моментот он ќе пушти нешто на радио, на телевизија, било што, да е некој само хармоникаш, ќе земам јас хармониката и свирам, се мачам. Тоа нема везе со свирење, да. Ама те осетил слухиста дека имаш слух. Да, дефинитивно, пошто он е, иако не е музичар, е баш прецизен познавач на музиката, да, има осет, има слух за музика. Мислам дека тој ми е вториот професор. Ја баш така го нарекувам, бидејќи еден професор имав, односно, за народна музика од 7 години, ама мислам дека да не беше мојот татко дома, да ме пази и точно знае каде грешам, точно знае што треба да вежбам и мислам дека тој е исто така многу заслужен за она што сум јас денес до тука. Колку време помина ти во учење баш на надградување, што се вика школа за вака, армоника? Значи започнав на 7 години и мислам дека последниот час го завршив на некој 14 годишна возраст моја. 7 години учеше инструментот, се надградуваш. Па тоа е. Сега вака еднаш неделно, понекогаш 2 пати неделно, нормално. Ќе дојде лето, пауза правиме на сите, ни се игра фудбал, ни се шета, али тоа што го учев на часовите, секојдневно го работев и можеби и затоа достигнав некаков успех. Кога проучуваше музика, ја проучуваше исклучиво етномузиката, така? Вака, на часовите кај професорот Милан, ја изучував народната музика, но исто така започнавме со основни вежби, книги, класика. Не е тоа некоја озбилна тема и музика што го изучувавме ние, ама пак е тоа класика, да се некои почетни вежби за млади ученици од 7 до 10 годишна возраст, кај што со тие вежби стекнав рутина, лева, десна рака, координација, мев, употреба, значи. Се фокусирав на народната музика и мислам дека тоа многу ми помогна за понатаму и не ми е криво што до сега го изгуби времето, баш онака како што треба, доека има многу другари што се посветија уште од мали само на класична музика. И сега дојде моментот кај што тие таквите, моја генерација, сакаат да вежбаат и народно. Зошто? Значи, во право се дека со класиката се стекнува голема виртуозност, голема техника, ама мислам дека во ова ние што го работиме, има нешто што е многу поинакво од останатите, бидејќи 80% од ова што го работев јас, го вежбав по слух. Додека класичната музика се учи по ноти. Како што е напишано, така. А знаеш сега ноти? Ноти да, бидејќи ги изучував нотите. Значи, ја мислам дека на 7 годишна возраст, па само што започнав прво оделение, тоа беше кога почнав да учам азбуката. Значи, имаш ти добра музичка подлога на музичко образование, читање, пишување ноти. Па јас сум 4-та година на музичка академија сега. Така да, значи средно учев, да, на теоретски оддел. Така? Многу мина ме советува да се запишам и да го изберам втори инструмент класика, ако сум на теоретскиот оддел, а ако не сакам да учам теоретски, да се запишам на прв инструмент да ми биде хармониката, класика да вежбам. Ама сметав дека нема потреба да ја изучувам, иако многу ја почитувам таа музика и сега на факултет ја работиме. Можеби не со хармоника, но имам часови по пијано каде што мора да се свири таа класика. Не отидов таму, завршив теоретски оддел и не сгрешив. Наискрено, не сгрешив затоа што еве покрај оваа народна музика веќе сам чувствувам потреба да направам нешто повеќе, нешто помодерно. Најверојатно бидејќи можеби и растам со такви луѓе. Тимот на екипата моја не се класични народњаци. Слушаат разна музика и тоа ме можеби натера. Само до тоа може седам, слушам Мишел, и вака да ми е јасно, бидејќи се на музичка академија. Значи, само теоретскиот дел го покриваш или учиш и инструмент таму? Вака, во средно теоретски оддел, Добро. тоа е општо. Така? А втори инструмент изучував тамбура.
пак земав народен инструмент, избрав. Можев да изберам хармоника, да свирам класика како втори инструмент. Ама сметав дека Хармоника да се користи како класичен... Да, втори инструмент. Тоа да биде и класика да се свири на него. Да се свири класика, да. Мислам дека 2 часа неделно би му дошло. Тоа не е многу, ама ако седнам дома да вежбам народна музика и класика, тоа се два различни света. Кога ќе треба да вежбам класика, треба да заборавам на народна. А народното ми беше и денес ми е тено онака во душа. И мислам дека направив добар потек, а можеби еден ден, како што еве сега трнав по некои патишта, сега скршнав малце понастрана и освен народнава музика почнувам да слушам џез и да пробувам да извлечам, види, не можам да свирам џез како што тоа го прават во Америка. Ама некои елементи ситно да вметнам во оваа музика за да еве Тарантино прозвучи баш онака како што треба и да биде не секојдневно нели за оваа наша публика. Па и за публиката надвор од Македонија. Бидејќи па таму они добро разбираат џез, ама па слабо разбираат овој наш македонски мелос. Мада во Тарантино нема само македонски мелос. Мислам дека исто така не направив голема грешка. Некој од нашиве колеги ме прашаат зошто па цел албум не ти е класично народно македонски. Века, знаеш, треба сега македонскава музика да се сака, да се негува. Викам во ред, јас сакам, ја негувам, израснав со македонска музика, ама не е на штета да вметнам и бугарски стил, да вметнам српски стил, романски. Ја мислам дека ги направив едно соединување на различни стилови и тоа дојде така, се собра во едно и излезе нешто сосема поразлично. Мишел, сакаш да ми кажеш дека твојата армоника, твојот инструмент, ти можеш да го користиш за било кој стил да свири. Ти можеш и класика да свириш, можеш и народно да свириш, можеш и да компонираш потполно нови твои песни, така? Да, дефинитивно, па и таков ми е планот. Молим те, бидејќи ти ја донесе армониката, можеш ли да ми илустрираш како звучи класика на овој инструмент? Било што. Еве, сега ќе ви отсвирам една. Ова е, нели, многу ние не обрнуваме внимание на овој инструмент, освен бидејќи многу се развеселуваме, знаеш, звучи весело. Ова е многу сложен. Еве, ме интересира, јас ќе дојдам малку и до тебе. Пред да ми пуштиш. Имаш една клавиатура и ги имаш овие. И имаш овдека една цела редица. Што е во суштина овдека оваа сложеност и како ја правиш целава оваа координација? Значи вака, ова е басот. Со оваа лева рака моја, значи држам ритам, а вамо ја свирам мелодијата. Не значи дека и на оваа страна, и на оваа страна јас можам да се терцирам и да свирам нешто тоа да биде баш компактно, но јас ја користам на моменти каде што треба, исто свирам како и ваму, но генерално тоа ми користи за ритам, додека ваму ја свирам мелодијата. Еве ми помага, например, еве ќе го накратко, ќе можеш да го чуеш сега Тарантино како звучи без оркестарска придружба. Иако е сосема поразлично тоа, има визија да направам нешто. Сега ова овдека на спотот ќе го пуштиме после Тарантино? Не, ова е сега за прв пат ќе можат гледачите да. Тоа е друго. Не. Дај ми го Тарантино ти како што го свириш, те молам.
мајсторе. Тарантино, гаси ги тие, доста име на фейсбуковци. Слушај, најди дисџокеј и концерт еден, техно транс со него. Мишел, ти можеш што сакаш да правиш. Ја не сум најпаметниот за музика, ама техника што имаш совладано, ти можеш и на техно транс, ти можеш на Ибица да настапуваш, човек. Не се ограничувај. Тоа ти е мојот совет од она што сум го чул и ова во живо што го слушнав. Ти можеш каде сакаш, што сакаш. Ако ти дошло ова джез, утре ќе ти дојде нешто. Само не се затварај. Кеф ти е народно, фолк, турбофолк, етнофолк, ваков, таков, иди, експериментирај си со стиловите. Има нешто во тебе што, знаеш, обично ќе се isprofilираат твоите колеги и завршува. Ги гледам по емисии и тука ќе влезе у шемата етнофолк, малце Австралија, малце кафаните и тука му завршува цело 2-3 албума, ура. Ти можеш, ти имаш потенцијал да откриваш нешто повеќе. Човек, ја не знам, али мене пола ствар мене ми звучеше техно. Ја само чекав сега да извадам некој, да имав сега грамофон и ќе стаев некоја транс ствар од оздола и тоа можеше да направи масакар. Сум размислувал и на оваа тема, наискрено. Добив идеја, баш разговарав со еден човек што разбира доста добро музика, не е народњак. И он ми даде идеја една и мислам дека ќе можеме тоа заедно да го реализираме со него. Ми понуди ако направиме 5 добри работи со добар диџеј. Значи управо сум, добре. Да. Може не тука, не знаеме тука како ќе не прифати публиката, ама за надвор од Македонија сум 100% сигурен дека со барем 5 композиции да пробаме како ќе. Имаш ли порив нешто такво да направиш? Ти се прави ли мерак? Ми се прави, да, дефинитивно. Да. Сакам да ги поминам границите, малку да мрнеме малце од тука, да. Ова е жив доказ дека не погрешив што те поканив во емисија, бидејќи на вистина си редок талент. Има и овдека награди си освојувал. Какви се овие награди? Што се овие пехарчиња? Да почнеме од оваа прва. Ова е етно фестивал. Добив покана 2007 година. Тоа е значи пред 10 години сум имал 12 години сум имал. Пионер. Да, за пионери. Добро. И добив покана за надпревар. Мене беше многу мерак да отидам на тој надпревар, отидов таму и победив. После 2008 година, како победник на овој надпревар, добив исто покана да учествувам на исто надпревар. 2008 победив пак. Сега, ова, јас сега го земав овој пекар, овој не е од музика, ама се пофалам, овој од фудбал. Земавме второ место на турнир, да. Да се поваламе, аго. Че си дошол у емисија пофали се. Да, имав дома женеци? Уште нешто. Не сум женет. Да направиме нешто. Па добро, еве, дечки, овај женски. И добро свирам и добро играм фудбал. Добро игра фудбал, да, има кариера на Ибица сигурно ќе направи, има албум. Поводаџијава, јас сум добар поводаџија, па ќе видиме сега. Сега оде фали уште еден, домар имам уште многу пехари, сега не ги донесов, ама фали еден многу битен пехар, што се уште го немам. Кога се даваат пехари, што е тоа надпревар во армоника, во виртуозноста, тука идеш со одредени композиции, какви се тие? Има одредени правила, што треба да се отсвират трилери? Правило беше пред се, мене ми јасно првата година 2007, тоа беше прв надпревар кај нас тука. Ја не памтам дека имало некогаш надпревари во хармоника, прв надпревар да се направи нешто колку да се види дека сме активни како фолклористи, речам. И го направија тој надпревар. Знам дека ни побараа да свириме македонско оро една рубато македонска песна и едно српско, ова везна беше. Тоа да отсвириме 3 ора, мислам дека. Имаше категории, во моја категорија имаше, мислам дека 12 души, ако се сеќавам добро. Јас не бев најстар таму, мислам дека категоријата беше од 12 до 14 години, така со 12 години мислам дека победив таму. Немаше некои посебни правила, имаше комисија, да, стручни лица и тие беа тие што пишува поени бодови, на крај ги собира и кај мене дојде оваа награда. Една сега ми фали, баш ќе ја спомнам сега,
Учествуваш уште на надпревари? Не. Последниот Завршен. надпревар што учествува беше 2012 година, започна 2011, заврши 2012 и таму победив. Тоа беше надпревар на Алфа, не знам дали се сеќаваш. Не. Зајди талент. Траеше година дена надпреваров. Таму победив. Таму имаше околу 5000 учесници. Од почетокот на турнирот, ама не добив ни една награда. Се уште, па се надевам дека ќе... Ти си ми нешто... Види, јас се шегувам кога реков дека прв пат ја нешто со фолк музика овдека, бидејќи Кочани енсембл, оркестра, беше гости кај мене и настапуваа во живо. Само јас не ги перцепирам нив како фолк состав, они се нешто светско. Она што е Ману Чао за светот, тоа се Ангушев и компанија. Па еве го, Агушев во Тарантино кај мене, да, Джамбо. Но ете соработуваш со него, тоа е фантастична комбинација сте, пошто и он е некоја комбинација, пошто не можеш да го фатиш дали е значи ниво повеќе од фолкот искачен на едно повисоко ниво и тука некако сте прилично компатибилни. Да, за мене значи Джамбо е светски музичар. Зашто тоа што он го може на труба да го отсвири, мислам дека до моментално таков трубач како него све. Да, значи има некои млади што нели доправа ќе вежба да, али ово е страшно нешто. Страшно нешто, каде и да отиде по светов, он направи доста турнеи со Агушеви. Ќе отиде во Мексико, мексиканците таму се вадат од памет. Не знаат што е тоа, пошто он ќе употреби народна музика, македонско наше, бугарско, српско, ама тој ќе го направи во некој латино, джез стил и тука... Он ќе го препознае, го препознава, не знае што е прв пат го слуша. Па истото и ти го правиш и затоа е прилично добро. Сега Тарантино, знаеме нели Мизурлу од филмот Ефтини приказни, кој нели таа гитара кога ја свири, тоа е некој цитат од некоја си српска музика кој тој гитарист 50 години случајно има чуено. И он инспириран од тоа прави една тема и таман двојката му доаѓа, убаво тој прави од ритам, а испаѓа една култна ствар која го надминува нели и границите и сето тоа. Гледам дека има тука доста користиш дали сите овие, например, што ти се авторски песни, дали користиш оригинални стари теми, бидејќи не знам Кекено Оро или што ти ја знам и така натаму. Тарантино джез е твоја лична авторска песна. Лична авторска. Дали правиш цитати на познати веќе теми кои се ова или све се ова авторски песни? На албумов 7 од 10 се мои. Така. Авторски. И на 5 од нив мислам дека сум јас аранжер. На 2 еден е Мите Стоилков, тоа е мој драг колега, пеач, победи на Пинк. Он победи као пеач на Пинка, е добар аранжер, работи во студио и е супер. Ама све се ова авторски песни? 7 да, а овие 3, таму мислам дека имам тоа што ми е Гула Мелос, тоа е српско оро, од стар српски хармоникаш, ама видов дека никој го нема снимено, освен него во 70 и некоја година што го има снимено човеков, и го преснимив јас. Ми беше мерак, ете, за да покажам дека знам да свирам и други стилови, не само македонскиот. И уште нешто, ова е романски танц. Ова е романска композиција, песна. Ја успеав да направам инструменталка. Пошто сметав дека можам, зашто песната као песна, ама после ми... Романска традиционална песна или... Па, ова е некоја, мислам дека поп верзија на песна, направена, па после знам дека ја препеа Саша Матич и добив некоја идеја, пошто осетив дека можам да импровизирам. Ќе заврши темата, ќе заврши строфата, припевот се и ми остава простор, чувствував дека можам да импровизирам. Уствари во импровизацијата еден музичар можеш да го точно видиш до каде е стигнат со музиката, пошто не секој може да импровизира. Мислам дека за нормално и мене ми беше тешко на почеток, али мислам дека за да еден музичар импровизира, пред се треба да слуша многу музика. Сега да ти речам, бидејќи се договоривме само за една песна, ама сега да ти речам, земи нешто од свири. Значи без никаков договор.
Што прво ти излегува? Земи армониката и кажи ми што искача прво од тебе. Не се труди мене да ме задоволиш. Не. Себе, својот мерак. Збореше македонска музика, тоа е твоето. Што ти иде? Што е она ти што си? Што е твојата лична карта без да збориш само со армоника? Моја лична карта, она што го работам последно и нормално кога нешто работам цело време, свирам, да. Прво ми дојде сега што ми. Ако сакаш да расположиш другари која вика, дај отсвириме нешто да се разиграме народно, весело. Знам имаш и некои настапи, ти настапуваш тука низ градов, ваму таму? Па имам група и свириме свадби, ние секој викенд свириме свадби. И кога свирите на свадби, со што ги акате од земја? Што е она што се вика флор филер? Први песни задолжителни, ни се нормално овие за кум, за невеста, за сите. Али сега свириме разни ора, песни, тоа е, свадбата е тоа, македонска музика. Знам, тоа се вика тезга. Ама ти си повеќе од тезга. Ама ми интересира како ти звучиш кога идеш на класично сватоите да ги разиграш. Значи нешто повесело сакаш да ти. Да. Еве една пак моја композиција што ја користат веќе и по свадбите. Аншанте, месије Мишел. Да свириш и да правиме муабет? Можам, да.
Живееш од ова? Да. Добро се Свириме живее? секој викенд, да. Се Веќе заработа. си популарен, а? Популарен, Те бара. Свириме секој викенд, имаме доста свадби за цела година. Стварно? Нели мислиш дека тој живот тезгарски, свадби и така натаму ти дозволува да го размавнеш твојот талент или напротив добар тренинг ти е да останеш у форма цело време? Ме одржува у форма пред се, пошто Не те гуши креативно? Па види, со оглед на тоа дека свириме 40 исти песни цело време. Да, ама затоа е ова што го работам. Ова е еден албум, ки работиш на своји композиции? Работам, да, работам. Ама да се навратам само на ова, иако се 40 песни, свирам со сериозен бенд, Фортуна група, и станува збор, значи сите се професионалци, професори, музичари, и тоа што го свириме, го работиме професионално. Така да, кондиција набивам, секое свирење е плюс со нив. Имам нешто ново, веќе почнав нов проект да правам и добив една идеја. Веќе има неколку менаџери што се понудија да поработат на мене, ама во спротивно јас морам да им приложам на нив добар материјал, барем за почеток 10 композиции како што е Тарантино и оваа композиција што ќе ја чуете вечерва за прв пат сите. Кога ќе ги направиме тие 10 композиции, можеме да размислуваме за она што се вика надвор од Македонија. International. Да. Што ќе биде тоа, ќе видиме. За почеток, еве, ќе кажам, имав понуда за ако јас имам материјал до 60 минути, дојден човек ми рече, пријателе, вака, ако ти ми понудиш мене добар материјал, како што е Тарантино, верувам дека ќе бидат сите така, ајде и ова второва е во стилот на Тарантино, можеме да ти понудиме за почеток, како што е тука Виноскоп, Пиволенд, Скопје фест. Па имаме ние у Шведска, вика, такви добри фестивали, имаме во Норвешка такви фестивали. Дојди, ќе ти дадеме 60 минути и свири, собери го бендот и дојдете. Мислам дека веќе тоа за мене не голем чекор, е нешто предобро. А ти немаш проблем со нови стилови, со туѓи стилови, веќе ги немам, и српски, романски и останатите балкански, што не би ти било проблем за тие северноевропски јодлање и тие такви нивни полки и слични, не би ти било никаков проблем. Не би ми било, зашто, значи, ајде да речеме, и навлегов длабоко на македонскава музика, на народната музика, сега е моментот да се надоградувам. Сега, бидејќи добро ја имам усовршено македонскава музика, добро ја познавам, секој елемент, секоја ситница што ќе ја искористам од друг стил на музика, мене ми користи. Кога ќе ја вметнам, звучи нешто не секојдневно. Мислам дека тоа го нема чуено во странство. Затоа е можеби и Џамбо Агушев и Агушеви се толку барани насекаде по светот, затоа што свират модерна музика, светска музика, ама не бегаат од она што е наше, еве да речам балканска, не македонска, балканска. Од 100 тројка го зборам ова. Дали е тоа Анастасија, дали е тоа Мизар, дали е тоа Агушев Кочани оркестра, значи тоа е тоа. Бидејќи светот бара нешто оригинално. Не да му свириш негова музика, он си ја знае неговата музика. Току нашиве пеачи кои ќе почнат англиски да пеат, ги гледат, на лопата да ги риниш, има такви што тресат со газињата и им пеат на англиски. Ама кога ќе му отпееш нешто што си свој карактеристичен или отсвириш, тоа е тоа. Па затоа и ми беше целта да направам, ете, пак ќе се навратам на Тарантино. Тоа ниту е Тарантино, ниту е джез. Јас сега да им продам джез на американци, не смеам да помислам. Ама затоа, ова е, кога ќе праша некој каков джез е ова е Тарантино джез. А каков Тарантино е, таков е моје, не постои. Ама ете, ја го направив. И тука, да. Одлично. Мислам дека дури самава тема одлично би влегло у филмот у некој дел. Без проблем. Да, тоа покасно го дознав. Со Гоце, дома. Со Гоце? Да, Џон Траволта, која игра пуштање Тарантино импровизацијата и точно се поклопува со играта нивна, со девојката што е. Да, и на тоа приметив. Така да, пошто за Тарантино спотот веќе се припремува, тоа ќе биде малце поголем. Кога ја играат Да, они играат и сега Тарантино го пуштам у позадина и на некои места
Ти фаќа таму? Да, може да се. Ја реков да ми зурло ти иде повеќе, добро? Баш интересно. Баш интересно. Ај, не те терам да свириш, иако навистина уживав во себе ова. Морам да признам, фасцинантен си во својата техника и ти посакувам многу успех. Требаше одамна да го направиме ова интервју, но мислам дека идеална. Пак го направивме. Се промовираш и ми направи голема чест и мене и на ти посакувам многу успех. Фала ти. Сега кажи ми збор 2 и за оваа промоција, светска промоција на оваа песна што ќе ја пуштиме на овој спот. Значи ова е композиција која ќе чуете вечерва и се уште нема име. Име ќе крстиме со Гоце викендов. За во понеделник да ја пуштам веќе на мојот YouTube канал, ама ја направив баш за овде када гостувам во оваа емисија и да чујат гледачите. Значи ова е исто стилот на Тарантино. Направив соработка со врвни музичари. Тука е Мартин Вучич на бумњеви, Никола Автовски бас, Зоче на гитара, Бубе Љупчо Соколовски клавиатури. Баш и кај него е снимено во City Sound. И мислам дека го достигнавме она што го зацртавме као цел. Јас направив мелодија, им напишав шифри, се што требаше, влеговме во студио и само им реков, дечки, ова се шифрите, ова е мелодијата, вие сте врвни музичари, дајте се од себе. Значи, јас немам никаков проблем и они да вметнат нешто нивно. Ама баш поради тоа, ќе чујат гледачите, звучи прекрасно. Кога секој од себе ќе даде она што го може и знае, излегува нешто посебно.